Власта сериозно удира по стандардот на граѓаните, обвинува опозицијскиот лидер Христијан Мицковски, откако поранешниот премиер Зоран Заев предложи сите вработени во државната и општинска администрација да работат за минималец наредните 2 месеца. Мицковски вели дека Заев со овој план се обидува неспособноста на владата да ја плати со трудот на работниците, на кои драстично ќе им ја скрати платата. Драстично кратење на платите представува сериозен, повторувам, сериозен удар за стандардот на вработените. И ова кратење требаше првенствено да започне од министрите, замениците министри, директорите, градоначалниците, именуваните функционери, а не во ист кош да се стават кога треба да има кратење на платите функционерите и работниците. Мицковски предложи мерки за справување со економската криза која ја носи коронавирусот, побара покрај 600 милиони евра кои ќе бидат позајмени преку државните хартии од вредност да се активираат уште 400 милиони евра. Опозицијата побара и итно замрзнување на кредитите за физичките и правните лица, како и стопирање на непродуктивните трошоци од страна на власта. Државата да покрие до 50% од бруто трошоците за вработените по основ на нето плати и придонеси, а не само нето плати како што предлага СДСМ. Впрочем, и таа помош за половина нето плата која предлагаат и не е половина, бидејќи таа е ограничена на 14.500 денари. Бараме целосно да се замрзнат плаќањата на рати по основ на отплата на главнина и камати на граѓаните и бизнисот кон банките и заемодавателите. Лидерот на ВМРО-ДПМН дава поддршка за предлогот на министерката за правда Рената Десковска да се скратат парите за партиите оваа година, но ги повеќе сите функционери до крајот на својот мандат да се откажат од своите плати и хонорари, односно да работат про боно.